Дождот кој што вчера попладне заварна во делови од државата, меѓу другото ни помогна и во гаснењето на пожарот во ловиштето Јасен. Иако за жал во текот на ноќта детектиравме пламени јазици на еден крај од ловиштето и не можам да кажам дека овој пожар е изгаснат. Можам да кажам дека е ставен под целосна контрола. Рано утрово 30 припадници на армиските специјалци, волци и ренџери се упатија кон местото каде што имаме активно горење, при тоа се спуштаат по исклучително стрмен и непристапен терен за да го зададат завршниот удар на овој непријатен и исклучително тежок за гасење пожар. Минатите денови овде се одвиваше вистинска битка со огнот. Во таа битка покрај армиските специјалци учествуваа и вработените во јавното предпријатие Јасен, национални шуми, но исто така и постојано овде беа присутни тим пожарникари од Македонски брод, како и од Скопската противпожарна бригада, но и припадници на единицата за брзо распоредување на МВР. До сите нив упатувам голема благодарност, затоа што благодарение на целокупното дејство, кое што беше исклучително добро организирано, овој пожар повеќе пати беше ставан под контрола и значително успорен. При тоа на одредени краци не му дозволивме негово ширење во нова шума, со што последиците од овој пожар се значително помали од она што би биле кога не би била таа добро организирана, би рекол храбра и пожртвувана акција на сите набројани чинители. За жал сезоната на пожари не е завршена, дождовите не беа во некоја поголема количина, поради што апелирам до сите македонски граѓани да бидат исклучително внимателни во следниот период. Тоа е се што можевме да очекуваме од дожд. Нареден дожд можеби ќе има во наредните недели, за сега нема најави за нов дожд. Затоа апелирам до граѓаните уште еднаш да бидат исклучително внимателни, да не предизвикаат пожар и да го пријавуваат итно секое сомнително поведение на граѓани за кои што се сомневаат дека можеби подметнуваат или не сакајќи ќе предизвикат пожар. Овде на лице место кај влезната капија во ловиштето Јасен се наоѓаат и дел од возилата кои што значително помогнаа во борбата со огнената стихија. Тоа се пинцгаурите на дирекцијата за заштита и спасување, чии што број се движеше од 5 па до 7-8 во зависност од денот, бидејќи немавме услови за користење на повеќе возила, поради тоа што се работи за тесни шумски патишта, каде што две возила не може да се разминат. Исто така во борбата против огнената стихија, голем улог има овие два хермелини на дирекцијата за заштита и спасување, овој од лева страна со 8 тонска цистерна и оној од моја десна страна со 6 тонска цистерна. Нив ги користевме за дотурна вода, од нив ги полневме пинцгаурите, но и другите возила. Но истовремено имаат пумпи, мокни пумпи и можевме директно со нив да гасиме. Овде си два БТР кои што пред се има улога за одбрана на објектите на јавното предпријатие Јасен. Во неколку наврати огнот беше блиску, а еднаш буквално дојде до самата ограда и пред 2 дена, односно пред 2 вечери, имавме ситуација кога огнот се движеше нагоре. Тоа е вечерта пред да падне дождот. Затоа и овие два БТР се поставени во одбранбена позиција. Истите се тука за во случај доколку огнот тргнеше нагоре, да може да се дејства од нивните мокни водени топови, кои што имаат домет од безмалку 100 метра, нешто што е проверено во пракса во повеќе наврати. Овие возила ги користивме секаде онаму каде што имаме пристапен пат, при тоа патот се разбира не треба да асфалтирам, бидејќи истите имаат многу мокни мотори и имаат, условно да кажам, цистерни, односно водни садови кои што собираат 6 тона вода. Голема количина на вода, колку што впрочем собира едно противпожарно возило, една така наречена противпожарна цистерна. Нивните топови се исклучително мокни, се наоѓаат од надворешната страна. И може одовде директно да се дејствува во било која насока. Млазот од 100 метра може да зададе сериозен удар на огнените јазици кои што се приближуваат. Со повеќе информации се разбира ќе излеземе некаде во попладневните часови околу 14 часот.